Длабоки сочувства за загинатите и повредените во поплавите во Скопје пристигнуваат од сите страни. Сочувства изразија Европската Унија, Германската амбасада во земјава и грчкото МНР, како и амбасадорите на САД, Велика Британија и Холандија, Джейс Бейли, Чарлс Гарет и Ваутер Пломб, евроамбасадорот во заминување Иво Орав и еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан преку Твитер. Европската Унија го изразува своето длабоко сочувство до семејствата кои ги загубија своите сакани за време на поплавите. Се надеваме дека сите оние кои беа повредени или офатени со оваа катастрофа ќе имаат брзо заздравување. Во овие тешки моменти, Европската Унија е подготвена да им помогне на властите преку механизмот за цивилна заштита на Унијата, доколку се побара таква помош. Длабока жалост за жртвите од невремето изрази и амбасадата на Сојузна Република Германија во Македонија. Нашите мисли и нашето сочувство се со жртвите, повредените и нивните семејства, се вели во соопштението од германската амбасада. Грчкото министерство за надворешни работи преку Твитер изрази жалење за ужасните вести и сочувство до семејствата на жртвите во екстремните временски услови. По поплавите што го зафатија Скопскиот регион, писма до македонската влада со понуди за помош и сочувство за загинатите испратија владите на земите од соседството: Бугарија, Србија, Косово, Албанија, Црна Гора. Во телефонски разговор со председателот Ѓорѓе Иванов, неговиот црногорски колега Филип Војановиќ изразил сочувство за настраданите и истакнал дека Црна Гора е подготвена да ги стави на располагање своите капацитети за помош на Македонија околу санирање на последиците од невремето. Понуда за помош стигна и од албанскиот државен врв, од албанскиот премиер Еди Рама и од шефот на албанската дипломатија Дитмир Бушати, кој телефонски разговарал со својот македонски колега Никола Поповски и со градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Понуда за помош и соработка добил и министерот за внатрешни работи Митко Чавков од својот српски колега Небојша Стевановиќ, кој понудил помош на српската полиција за Македонија. Длабоко сочувство за жртвите изрази и бугарскиот премиер Бојко Борисов, кој им наложил на бугарските институции веднаш да започнат разговори со македонската влада за да се утврди каква помош им е потребна на македонските власти.